Почитувани, додека Димитар Ковачевски е премиер, неговата сопруга добива државно земјиште со одлука на влада по багателна цена. Наместо Ковачевски потпишал Груби. Имено, додека Ковачевски го брани Артан Груби за криминалниот надзор од 22 милиони евра, Артан Груби потпишува одлука за продажба на земјиште за фотоволтаична централа на сопругата на Ковачевски по цена од 70 денари за метар квадратен. На 14 март, на седница на владата со која председава Груби, е донесена одлука со која што се задолжува Општина Радовиш да се продаде државно земјиште од 1119 метри квадратни на фирмата Soul Group 5 ДОО Скопје, каде собственик е сопругата на Ковачевски. Владата, во случајов Груби, прави непосредна спогодба со фирмата на сопругата на Ковачевски и врз основа на таа непосредна спогодба е донесена одлуката за продажба на 1119 метри квадратни државно земјиште по цена од 70 денари за метар квадратен. Фирмата на сопругата на Ковачевски ке купи 1119 метри квадратни земјиште за вкупно 1273 евра. Ова е последната сложувалка која е потребна за фирмата на сопругата на Ковачевски да ја дооформи парцелата и да пристапи кон вадење на дозволи од институциите за изградба на фотоволтаична централа. И тоа е направено со подпис на Груби. Да подсетиме, ова е втор бизнис на семејството Ковачевски со фотоволтаици. Првиот е основан од Димитар Ковачевски преку фирмата Pixel Group, која сега е во посет на неговиот кум Горан Паунов. Фирма за производство на фотоволтаични панели, која својот бизнис забрзано го шири со доаѓањето на СДС на власт кога е и формирана. Ја повикуваме ДКСК да отвори случај и да ја испита одлуката потпишана од Груби со фирмата на сопругата на Ковачевски. Ви благодарам. Прашања? Пристигна едно прашање од телевизија Сидел. Го молам господинот Левков за одговор на прашањето дали земал мартовска плата во собранието и дали таа зголемена согласно одлуката на Уставниот суд, како и дали пратеничката група на ВМРО ДПМН подготвува законски измени по ова прашање. За ова прашање дадовме одговори во текот на вчерашниот ден и ќе ви упатам истите да ги поставите до влада. Благодарам.